Општините да направат пресек на реалната потрошувачка на електрична енергија за сите институции што се во нивна надлежност, вклучително и за уличното осветлување, како и да се утврди висината на цената по 1 киловат, што секоја општина ја постигнала во договорот за снабдување со овој енергенс. По ова, владата ќе излезе со конкретни предлог модели за поддршка на општините за да ги надминат предизвиците со кои се соочуваат, а предизвикани од енергетската криза. Таков е еден од заклучоците од состанокот што се одржал меѓу членовите на управниот одбор на заедницата на единици на локална самоуправа со председателот на владата, заменик председателот на владата заложен за економски прашања, како и со министрите за финансии, за економија и за локална самоуправа. При тоа, договорено е Министерството за економија да испрати до ЗЕЛС подготвен формулар во кој општините во најбрз рок ќе ги внесат бараните податоци, а потоа на дополнителна средба во потесен состав ќе се дискутира за конкретни предлози што ќе ги понуди владата. Посочено е дека е неприфатливо за владата да даде директна финансиска помош на општините, односно дека ќе се подготват модели што ќе обезбедат дополнителна додадена вредност. Од ЗЕЛС пак сметаат дека може да им се помогне на општините ако тие се префрлат во друга категорија на потрошувачи на електрична енергија. Бараме општините и училиштата да се префрлат да бидат како домаќинства, бидејќи реално тие не прават бизнис со тоа, не се производствени организации, него се достапни до јавноста и пружат услуги до граѓаните. И бараме да не стават во категоријата зашто треба да се измени закон, ама да не стават во категоријата каде што се домаќинствата. И тоа е повисока електрична енергија, но не е оваа која што сега имаме. Само да ви кажам како пример, имаме општини каде што целота у буџетот предвиделе за плаќање електрична енергија една сума и таа ја потрошуваат за месец до месец и пол. Од општините во целата држава посочуваат дека сметките што ги плаќаат за електрична енергија се повисоки за 5 па и повеќе пати во однос на истиот период од минатата година. Доколку продолжи овој тренд на енергетската криза, што е засилен со војните состојби во Украина, до крајот на годината најголем број општини ќе бидат со блокирани сметки и не ќе можат да ги испорачуваат услугите кон граѓаните. Се нагласува дека состојбата е резултат и на долгогодишната лоша фискална политика кон општините, кои не добиваат доволно средства во дотациите за спроведување на своите надлежности, односно данокот на додадена вредност за општините се издвојува само 4,5%, додека од персоналниот данок 3%. Општините бараат и итна поддршка за реализација на проекти за енергетската ефикасност, зашто од владата е посочено дека преку кредит од Светска банка се обезбедува грант од 20% на проекти за оваа намена, но дека досега одзивот на локалната власт не е на потребното ниво. Традиционалната априлијада по повод Денот на шегата годинава помина со вообичаениот маскенбал на најмладите од сите клонови на детската градинка Павлина Велјанова, како и од основните училишта во Кочани. Наместо по улиците на градот, поради најавата за неповолните временски услови, образовните установи се одлучија априлијадата да ја реализираат во поинаков амбиент. Распеани и насмеани, децата од поголемите групи во градинките изведоа дефиле во дворовите и во просториите на установите. Креативноста на нивните родители, како и на воспитувачите, со облека и маски во сите бои, го разведрија овој намуртен 1 април, во кој сонцето само скришно се покажуваше зад облаците. И оваа година го одбележуваме Денот на шегата, 1 април. Креативноста и нема крај, тоа може да се забележи од многобројните маски кои ќе ни изнудат насмевка и ќе ни го разубават денот. Денес овде можеме да ги сретнеме јунаците од цртаните филмови, од бајките и од филмовите за деца. Денес го одбележуваме 1 април во кругот на градинката поради временските услови. Освен во клонот во населбата Текешински Лозија, и децата од другите објекти на градинката Павлина Велјанова учествуваа во одбележувањето на Денот на шегата. Слично беше и во основното училиште Малина Попиванова, каде учениците подготвија посебна шеговита програма. Во спортската сала на училиштето со музика и танц продефилираа балерини, шеици, полицајци, лекари и голем број други јунаци од цртаните филмови од приказните за деца.
Посебен впечаток остави кореографијата поврзана со актуелниот недостиг на горива за моторните возила, но и импровизацијата на македонско-грчка свадба со имитација на младенците и сватовите кои се веселеа пред граничната рампа меѓу Македонија и Грција. Во основното училиште Свети Кирил и Методи, одбележувањето на денот на шегата се одржа во спортската сала, каде со маски и придружни реквизити учениците се представија пред публиката на трибините. Во рамки на забавната програма, тие ја изведоа и навивачката химна за македонските спортски репрезентации. Весело и распејано беше и во другите основни училишта во општината и регионот, како и во музичкото училиште Ристо Јуруков. Дваесет средношколци од Кочани ги завршија обуките во рамки на програмата за промоција на хуманите вредности, што ја реализира Општинскиот Црвен крст од Кочани. Со тоа, тие се подготвени како волонтери во 4 групи од по 5 членови да се вклучат во обезбедувањето социјална и друг вид поддршка на граѓаните. На обуките тие се запознаа со улогата и значењето на Црвениот крст, како да најдат целни групи на кои ќе им помагаат, а на крајот им беше објаснето и како своите активности да ги документираат, за да можат да бидат испратени на понатамошно оценување. Младинците после оваа трета обука ќе бидат спремни веќе да пристапат на терен. На терен тие ќе треба најпрво да направат своје истражување со кое ќе најдат своја целна група. На целната група ќе одредат дали како и на кој начин треба тие да помогнат на самите луѓе кои ќе ги одберат исто така. Потоа ќе изработуваат неколку активности со кои активности тие ќе ги прават малите проекти. На крајот проектите треба да ги завршат со самата документација, односно да запишат се што изработиле тие во тој период и да ги испратат самите проекти до ПХВ канцеларија до 24 јуни. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма што се спроведува повеќе од 20 години. Со неа на државно ниво се регрутираат над 800 млади волонтери кои потоа се вклучуваат во општинските организации на Црвен крст. Кривични пријави ќе заработат физички и правни лица од Кочани, кај кои полицијата пронашла украдени метални предмети. На 31 март, во периодот од 6 до 14 часот и 30 минути, по претходно добиени сознанија, полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција, сектор за општи и насилен криминал, а во координација со основното јавно обвинителство од Кочани и Државниот пазарен инспекторат и инспекторатот за животна средина, извршиле претреси во присуство на јавен обвинител на 4 локации на подрачјето на Кочани. При тоа пронајдени се предмети од извршени кривични дела, тешки кражби, помагање, загрозување на животна средина. При претресите на 2 правни лица и во објект собственост на ДБ во Кочани, пронајдени се одземени поголема количина предмети од метал и арматурно железо. Тие потекнуваат од кривичните дела и ќе им бидат вратени на собствениците. Од страна на инспекторите од двата државни инспектората, кај правните лица се констатирани и неправилности во работењето, а на едно од правните лица му е изречена и мерка забрана на вршење на дејност. По целосно документирање на случаите од страна на одделението за внатрешни работи до основното јавно обвинителство во Кочани ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. По еднонеделна пауза поради настапите на македонската репрезентација во баражот за светското првенство, викендов продолжуваат надпреварите во редовното 21 коло во првенството на третата фудбалска лига Исток. Фудбалерите на Осогово ќе гостуваат против Каменица Саса, на средба што е од важност и за двете екипи. За жолтосините освојувањето на 1 или евентуално на 3 бода ќе овозможи зацврстување во средината на табелата и избегнување на опасната зона за губење на второлигашкиот статус. За домакините од Каменица пак, успех против гостите од Кочани ќе значи задржување на чекорот за борба за врвот, со оглед што разликата меѓу нив и првопласираната слога е само 2 бода. Ова соседско дерби ќе биде во центарот на вниманието на љубителите на фудбалот, со оглед што на другите надпревари во колото однапред се познати фаворитите кои играат на домашен терен. Во ова коло виничка слога 1934 ќе биде домакин против Детонит од Радовиш, екипа која досега во првенството играше слабо и е во долниот дел на табелата.
Поради тоа, домашната екипа е фаворит и не би требало да има тешка задача да стигне до 3 бода. Тие и се повеќе од потребни, особено по поразот од претходното коло на гостувањето против Кожув. Само со новите 3 бода Слога ќе го задржи чекорот со победа и Беласица, кои исто така играат на домашен терен против двете последно пласирани екипи на табелата. Средбите од 21-то коло се играат в сабота со почеток од 15 часот.